на Канал 8, добро дојдовте. Зголемениот број ковид пациенти кои се згрижуваат во општата болница во Кочани предизвика и драстично зголемување на потрошувачката на медицински кислород. Според пресметките за еден месец се троши поранешна едногодишна залиха, што представува пораст за над 10 пати во споредба со периодот пред појавата на пандемијата од COVID-19. Енормно зголемување на потрошувачката на медицински кислород е регистрирано во првиот квартал од оваа година во општата болница со проширена дејност во Кочани. За само еден месец потрошена е едногодишната залиха што е набавена минатата година, иако и тогаш биле планирани зголемени количини. Причината за ова е големиот број пациенти со COVID-19 кои се хоспитализирани овде, а на кои им е неопходна кислородна поддршка. Во моментот тече јавната набавка на 20 тони чист кислород, што за болницата е огромен финансиски трошок, поради тоа што паралелно е распишан и тендер за набавка на потребните лекарства за третман на COVID пациентите. Набавката на нови количини кислород во боци е според просечната потрошувачка во изминатите неколку месеци и таа би требало да ги покрие потребите за една година. Сепак, никој не може со сигурност да каже како во наредниот период ќе се одвива состојбата со пандемијата и дали оваа набавка реално ќе биде доволна за покривање на потребите, информираше директорот на Општа болница Александар Серафимов. Во моментот се вложуваат сопствени финансиски средства за набавка на кислородот и за лековите, а се очекува полесна поголем дел од нив да бидат рефундирани од страна на Министерството за здравство. Факт е дека се работи за огромни трошоци за краток временски период, какви што болницата немала никогаш досега, но медицинските услуги за пациентите и понатаму се одвиваат без прекин, додаде директорот Серафимов. Паралелно со набавката на кислород во боци се прават напори за обезбедување централна кислородна поддршка за пациентите во модуларната COVID болница. Инсталирањето на опремата во овој објект се проценува дека би чинело околу 5 милиони денари, што е дополнително оптоварување за буџетот на болницата. Поради тоа се разгледува и можноста дел од инвестицијата да биде покриена преку донации и грантови, за што досега има само најави. Иако постепено се стабилизира состојбата со хоспитализации и ново заразени со COVID-19 во земјава, сепак и понатаму треба да бидеме особено предпазливи, велат од Министерството за здравство. Намален е бројот на активни случаи во Кочани и изнесува вкупно 271. Комисијата за здравство предложи до владата за Великден и Рамазан полициски час да нема. Намален е бројот на новозаболени лица со COVID-19 во Кочани и секаде во државата. За 3 дена се регистрирани повеќе оздравени отколку новозаразени, говорат податоците на Министерството за здравство. Вкупно ново регистрирани во последните 3 дена во Кочани се 38, а оздравени 56 и тројца починати еден од утрово. Активни лица позитивни на COVID-19 во Кочани во моментов се 271. Во модуларната COVID болница во Кочани има вкупно 29 хоспитализирани пациенти и 6 во оделот за физикална терапија, од кои 20 се на оксигенска поддршка. Во дневна болница се 10 пациенти, односно примаат инфузија и заминуваат на домашно лекување, информираат од болницата. Од минатиот петок лицата постари од 70 години во Кочанскиот пункт за вакцинации се вакцинираат со кинеската вакцина против COVID Sinopharm. Вакцина примаат околу 50 граѓани на дневна основа и досега нема пријавено одредени нуспојави или компликации од примена вакцина. Инаку Комисијата за заразни болести предложи полицискиот час од среда 28 април да почнува од 21 часот и да трае до 5 часот изутрината. Предлогот е на денот на празнувањето на празниците Великден и Рамазан полициски час да нема. Од среда се отвораат и летните тераси на кафулињата. Ваквиот предлог Комисијата треба да го достави до владата, која што треба да донесе одлука дали ќе се отворат летните тераси на кафулињата в пресрет на празниците.
Состојбата низ болниците во текот на изминатиот викенд е подобрена. Значително е намален притисокот за потребни хоспитализации во однос на она што беше пред околу 2 недели. Одредени оделенија се растеретуваат од обврските за прием на ковид пациенти и се враќаат во нормала. И покрај тоа што епидемиолошката состојба и состојбата низ болниците се стабилизира, треба исклучително предпазливо да се постапува во деновите кои следуваат, истакна министерот за здравство Венко Филипче и апелираше за понатамошно почитување на мерките со примена на апсолутна дисциплина како би се спречило понатамошно ширење на вирусот. Почнуваат градежните работи за изградба на уште 2 кружни тека на булеварот Тодосија Паунов. Подготвителни активности се реализираат на крстосницата кон Житорис, како и на спојот со улицата Кирил Дзамбов во близина на атомските згради. Општина Кочани го продолжува проектот за изградба на планираните кружни текови на булеварот Тодосија Паунов. По завршувањето на градежните работи на ваквите сообраќајни решенија кај Агенцијата за вработување и кон населбата Усова Чешма, почнува изградбата на нов кружен тек на крстосницата кон Житорис. Тој ќе представува ново спојување на споменатиот булевар со улицата Индустријска. Минатата седмица изведувачот на градежните работи, компанијата Стоименов, почна со изградба на ограден ѕид и со другите подготвителни работи. Паралелно со овој ќе се гради и кружниот тек што ќе го спојува булеварот Тодосија Паунов со улицата Кирил Дзамбов, поранешна Енгелсова, во близина на печатницата Генекс. Тој ќе биде со радиус од 10,5 метри, а во негова функција е изградбата на подпорни ѕидови во должина од 100 метри од јужната страна на улицата. Од 5 планирани досега се изградија 2 кружни тека, кои што представуваат крстување на булеварот Тодосија Паунов со улицата Македонска и веднаш до овој кружен тек спојот со улицата Киро Кикенски. Се очекува новите сообраќајни елементи да овозможат побезбедно и полесно движење на една од најфреквентните улици во градот. На онлайн состанок на градоначалникот на Виница Ивица Димитров со представници од Советот на Центарот за развој на Источниот плански регион, одобрен е проектот за реконструкција на фасадата на општинската зграда, проект вреден 12 милиони денари. Одобрен проектот за реконструкција на фасадата на општинската зграда на Виница. Целиот објект ќе добие нова термичка фасада, како и поставување на лифт во зградата со кој ќе се овозможат подобри услови за работа и олеснето движење на лицата со посебни потреби. Ова беше одлучено на Zoom онлайн состанок на градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров со Советот на Центарот за развој на Источно-планскиот регион. Вкупната сума на овој проект изнесува 12 милиони и 14 илјади денари, од кои 9 милиони и 614 илјади денари се обезбедени од Центарот за развој на Источно-планскиот регион, додека останатите 2 милиони и 400 илјади денари се обезбедени од буџетот на општина Виница. Инаку за утре најавено повразување на жителите на село Лески со чиста, исправна и питка вода за пиење на Виничкиот водовод. Капитален проект на општина Виница вреден 24,5 милиони денари. Со негова реализација жителите на селото Лески конечно ќе добијат исправна вода за пиење и трајно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето. Со 1 милион денари во проектот учествува општината Виница, а големиот дел од 23 милиони се инвестиција на Министерството за транспорт и врски. Следуваат информациите од спортот. Голем успех на кикбоксерите на лидер од Виница на меѓународниот турнир што викендов се одржа во Белград. Во силна конкуренција, виничките кикбоксери се вратија со освоени втори и трети места. 2 втори и 1 трето место за членовите на клубот лидер од Виница на интернационалниот кикбокс турнир Трофеј Белград, што се одржа во Србија. Во конкуренција од 500 учесници од 6 земји, виничките кикбоксери освоија високи места. Сребрени медали освоија Иле Леков и Лука Змејковски, а Ненад Синадинов освои бронза. Работат со тренерот Дарко Гоцевски, кој истакна дека е многу задоволен од постигнатите резултати на надпреварувачите од Виница. Ние настапивме со тројца надпреварувачи, Иле Леков, Лука Змејковски, Ненад Синадинов.
Остваривме добри резултати. Значи Иле Леков зеде второ место во дисциплината лоу кик. Имаше една победа со технички нокаут. Лука Зменковски исто така зема второ место и Ненад Синадинов трето место. Можам да кажам дека сум задоволен со оглед на тоа, бидејќи имаме рестриктивни мерки поради ковид кризата, не ни беше дозволено да вежбаме веќе 3 недели како не вежбаме, но сепак можам да кажам дека сум задоволен од остварениот резултат. Членовите на Лидер интензивно тренираат и се во подготовки со надеж дека здравствената криза ќе дозволи да учествуваат и на други интернационални надпревари. Во наредниот период ќе очекуваме на нас стално ни праќаат, значи покани да се надпреваруваме. Очекуваме да има уште едно државно првенство во кикбокс. Потоа очекуваме да бидеме повикани на Balkan Best Fighters во Ниш, Република Србија. Се зависи од ситуацијата што е, инаку за подготовките тренираме моментално тренираме на отворено, гледаме да одржуваме кондицијата и се надевам дека во наскоро време ќе ни бидат пуштени салите да можеме да правиме уште подобри резултати. Кикбоксерите од Виница постојано редат успеси и се чести освојувачи на златни, сребрени и бронзени медали на државни и меѓународни надпревари. Уште една информација од спортот. Викендов се одигра 24-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. Осогово како домакин загуби од лидерот Брегалница, а Виничка Слога 1934 освои 3 бода на гостувањето против последно пласираниот Росоман. Фудбалерите на Осогово останаа без бодови во 24-то коло од првенството во втората фудбалска лига Исток. Иако играа на домашен терен, сепак беа немоќни против Штипска Брегалница, која е лидер на табелата. Штипјани не дозволија изненадувања и на крајот со резултат 2:0 во своја корист триумфално го завршија надпреварот, кој за волја на вистината можеше да има и поинаква резултатска завршница доколку домашните играчи беа посноодливи пред гостинскиот гол. Двата погодока беа постигнати во двете полувремиња. Иако од почетокот на надпреварот Осогово добро ја бранеше сопствената мрежа, а имаше и неколку посериозни обиди за отворење на резултатот. Сепак, гостите ја казнија неснаодливоста на домашните напаѓачи и во 33-та минута преку Дујовски ја најавија победата. Вториот гол за гостите го постигна Кудијан во 68-та минута, со што го постави и конечниот резултат. Жолтосините забележаа трет пораз едно по друго и остануваат на досега освоените 29 бода, но ја задржуваат шестата позиција. Виничка Слога 1934 во ова коло му гостуваше на последно пласираниот Росоман и ги освои трите бода, победувајќи со 2:1. Гостинскиот тим имаше релативно лесна задача, а најавата за добрата игра и за победата дојде уште во 5-та минута, кога Михајло Митров ја затресе мрежата на домакините. Со овој резултат се отиде на пауза, а водството на Виничкиот второлегаш го зголеми Спасивски во 70-та минута. Почесниот гол за домашната екипа дојде дури кога сите очекуваа крај на надпреварот во втората минута од судиското продолжение по истекот на регуларните 90 минути. Стрелец на голот за Росоман беше Тодоровски. Со освоените 3 бода, Слога ја прекина лошата серија од 12 кола без победа и се зацврсти на 7-та позиција со моментно освоените 27 бода. Во следното коло на стадионот во Виница ќе се игра соседското дерби меѓу Слога и Осогово.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Дојдување.